За сега нема ништо од заедничкиот предлог за измени во изборниот законник поддржан од опозицијските партии. Од владеачката коалиција истакнаа дека ќе прифатат се што ќе биде предложено од опозицијата во собрание, но тие прво ќе треба да се договорат меѓусебно и со пречистен текст да излезат пред претениците од мнозинството. Од власта се војни да се зголеми финансирањето на партиите, како и подготвени се да прифатат една изборна единица, но само доколку на диаспората биде возможено гласање во поголем обем. Затоа ги повикуваме најпрво да се договорат меѓу себе. Да седнат да се договорат за една изборна единица, да се договорат за модел на финансирање, да седнат да се договорат за поплаките и начинот на кој што тие би биле прифатливи. И конечно да седнат и да се договорат дури и за моделот за изјаснување на диаспората. Од Социјалдемократскиот сојуз обвинија дека на премиерот Христијан Мицкоски и на ВМРО-ДПМН не им се приоритет изборните реформи ниту подобрувањето на изборниот законник, туку создавање услови за изборни манипулации со гласовите од диаспората. Од партијата порачуваат дека остануваат на својот став и дека нема да поддржат решенија кои би овозможиле злоупотреби на изборниот процес, нагласувајќи дека ќе се залагаат за заштита на гласот на секој граѓанин. Измените во изборниот законник се дел од реформскиот пакет, чии исполнување е услов за пристап до финансирањето на Европската Унија.